Летното и зимско сметење на времето му штети на здравјето. Лекарите се погласни во опомените дека 1 час нанапред или наназад е сериозен шок за организмот. Значи има неколку студии веќе направено на таа тема и покажуваат дека е зголемен бројот на проблемите здравствени во периодот на адаптацијата. Обично тоа трае 2-3 дена до една недела во кај одреден процент на луѓе, така да тука има оптоварување на луѓето со кардиоваскуларни заболувања. Тој феномен е забележан во низа студии, меѓутоа и во праксата кај нас се забележуваат во тие периоди хроничните болни имаат повеќе проблеми, така да мислам дека кампањата која се води низ Европа држи. Реперкусиите по здравјето на луѓето е една од главните причини за се погласните барања за укинување на летно и зимско сметење на времето. Дури 4,6 милиони жители на Европската унија неодамна се изјаснија за укинување на летното поместување на часовникот. Ова е дел од истражувањата кои ги спроведува посебна комисија при Европскиот парламент пред донесување на конечната одлука за или против укинување на летното сметење на времето. Летното сметење на времето е воведено во неколку европски земји поради заштеда на енергија во текот на Првата светска војна. Европските прописи наложуваат часовниците во Европската унија да се поместат нанапред за 1 час последната недела во март и да се вратат 1 час наназад последната недела од октомври.